Почитувани слушатели на Радио Лидер, добро утро. Секој утро сме со вас, секој утро се обидуваме да го оживееме денот со најактуелните политички прашања, тоа ќе го сториме и утрово. Јас и Ивица, но претходно сакам да проанализираме нешто што гледам како во македонската јавност се процесуира периодов. Се прават сиве овие коалиции, се прави предизборниот пазар, а оно што ние некако упорно сакаме да го заборавиме е дека комплексноста на нашиот изборен и политички систем прави на крајот ние да бидеме малцинство во сопствената држава. За жал, уште од самото основање на нашата земја па до денес, Македонија е држава на етнички групи. Не е држава на граѓани. Граѓанскиот концепт функционира само формално правно. Во суштина ние сме држава поделена по етнички табори и токму затоа секогаш кога анализираме македонскиот политички блок наспроти албанскиот политички блок. Ова создава на среден рок одредена нестабилност која некако ќе мора да ја надминеме и некако ќе мора да почнеме да живееме сите во една заедничка држава и сите да бидеме еднакви граѓани на истата. Зошто ја давам оваа најава и зошто го тврдам ова? Доколку погледнете математички, од 120 пратеници во нашето собрание, околу 90 се гласаат со гласовите на етничките македонци, над 90 практично, се гласаат со гласовите на етничките македонци и на другите етникуми кои живеат во државата, а околу 20-25, зависи кога, се гласаат со гласовите на нашите сограѓани албанци. Математички. 3/4 од пратениците во македонското собрание се избрани со гласови на етничките македонци и гласовите на останатите етнички заедници. А 1/4 е со гласовите на албанците. И ова е сторено така во еден систем кој е поделен на 6 изборни единици, каде што уште повеќе нели се пумпа бројот на пратеници изгласани со гласовите на албанците, но што е тука? Таков е нашиот изборен систем. И сега, поставете си го прашањето како е можно при ваков диспаритет на бројки да имаме ваква етничка влада. Влада со ваква етничка агенда. Јас не сакам да го гледам Талат Џафери како албанец, сакам да го гледам Талат Џафери како мој сограѓанин, како граѓанин на Македонија. Но, со тоа што тој го зборува, со тоа што тој го прави, тој се наметнува себе си првенствено како албанец. Истото важи за сите оние министри, за сите оние директори, кои стануваат, кои се дури и мнозинство во нашата влада, а најголем дел од нив се избрани со гласовите на само 1/4 од гласачите во земја. Овој политички систем, ваков каков што е, оваа математика, не носи нас до тоа дека доколку еден етникум сака да биде етнички реализиран, тој мора да ги збие своите редови. Ние тоа и овој пат не го гледаме. Во македонскиот политички блок го имаме ВМРО ДПМН со нивната цврста национална агенда, но се обиде Мицкоски да се обедини со уште неколку други партии и сега тоа му се враќа со тоа што го критикуваат, зошто го земал брат Љубе, зошто го земал Бунтур, зошто го земал Стојанче Ангелов. А во суштина ние разговараме за бројки.
сега, дополнителната поделеност ќе значи дека ќе го имаме во македонскиот политички блок нормално и СДСМ, втората според анкети најголема партија, сега владеачка партија, ќе го имаме и Максим Димитриевски, ќе имаме и Левица и веројатно ќе имаме еден блок околу Стефчо Јакимовски. Во собрание? Не, на изборите. Да, добро. На изборите. Кога ќе ги соберете сите овие блокови и кога ќе ги соберете бројот на пратеници кои според анкетите ќе ги добијат, ние ќе имаме ситуација повторно нас да ни биде главен балансерот. И повторно некој таму да одлучува колку ќе се вработат со какви крвни зрнца каде. Затоа што бројките се вакви и бројките се немилосрдни. А ние, како македонци, како етникум, не сакаме да се обединиме. Запрашајте се зошто. Ивица нешто гледам, не ти се свига теза. Па плурализам постои и демократија се. Да, постои плурализам, но апсолутно постои плурализам, но нашава форма на плурализам постои во граѓански општество. Добро, и бројката беше иста на пратеници албанци кој беше мнозински систем. Значи нема измена. No проблем. Ама дали беше бројката на луѓе застапени во па тоа не е заради тоа што македонците не се обединети, туку затоа што слабе СДСМ. Тоа е ништо друго. СДСМ пропадна тотално. Значи партија која што не требаше да им биде на власт, затоа што ги изгуби легитимитетот, попушташе во однос на своите партнери само за да купи ден повеќе, да има ден повеќе вработување, крадење и така натаму. Тоа е целта работа. Да, но работата е дека сега барањата никогаш нема да паднат под ова. Не е така. Не е така. Ке видиш во новата коалиција ќе има разумна бројка на функционери. Најразумна. Како тоа? Нема да падне под ова. Ке падне. Нема тука некои големи тајни. Ке видиш. Чекай се да видиме. Јас се извинувам. Некој можеби ќе помисли дека ние ги делиме луѓето. Не е така. Јас не ги делам луѓето. Јас само се спротиставувам на етничкиот начин на кој некој се обидува да ги дели луѓето. Ние во овој момент го немаме Талат Џафери со однесување како председател на сите како премиер на да, сите иако се да сме тоа сакаше да го представи така за да си го прода својот глас, не може те фактот. Не, тој не се однесува така. Не може тоа така. Тој се однесува како представник на неговата етничка агенда. За да сме тоа сакаше поинакво да го представи. А кога некој од спротивната страна ќе го направи тоа, не знам, кога ќе му текне да направи споменик од Александар македонски, тогаш тоа е националист, примитивен, пишуваат книги финансирани од отворено општество, за тоа колку он е примитивен националист, за тоа колку е, како се викаше она, за антиквизацијата, за националниот инженери. Добро, тоа па ги рушат митовите, ама само нашите митови ги рушат. Знаеш? Ајде ги рушиме митовите на сите. Па ги рушат што се. Например, веќе албанците таа дебатата дека се или исто така е кој не, никој меѓународно не верува во таа дебата. Ама не, внатрешно има современи историчари и таму кои што тргаат од современа историографија. Има и други елементи, например, тука се обидува се сеќаваш ке окрше споменикот на цар Душан кој представува една така прилично голема етничка заедница во нашата земја и историски на албанците ништо не им изгрешил. Цар Душан, искрени, а сеќаваме го кршеа цар Душан, а никој не го крши Джемо Балистот, кој сторил злодела на многу да, и кој што стои во своето родно село Семница, што е срамота. Значи, тој споменик е срамота, тој споменик треба... Значи, види, од една страна Ванчо Михајлов беше веднаш затворен а ваму споменикот на Джемо Хаса во Семница без врска виси, значи тоа мора потитно да се реши. Да се разбереме, Ванчо Михајлов е крајно контроверзна фигура за македонскиот народ. Политички тој има одредена поврзаност со фашистичките лидери, но да бидеме... Како одредена поврзаност Мусолини го финансирал, кај Павелич бил цела Втора светска војна, дошол 44-та да прави независна држава Македонија. Да бидеме објективни,
Ванчо Михајлов не бил директен учесник во Втората светска војна во Македонија. Точно, но Ниту водел джети, ниту бил носел подизведувач за Мусолини и за Хитлер сега. Он бил политички мешетар таму, по Загреб, по Будимпешта и така натаму. Овде, значи, се обидел, дошол, не успел. не успел. Да, Но меѓутоа се обидел сега, тука да не сомневаме. Не е директен учесник. Архивите во Германија јасно кажуваат што правил. Не е директен учесник во Втората светска војна. Тоа е Сакал да биде. и јас сакам да бидам Сакал да биде, сега, знаеш, онака сега, така што. не бил. Значи, де факто, така што нивото е различно. Овде имаме фашисти кои војувале и пукале. Мост, да, цел мост на цивилизацијата е осквернавен и украден, точно, тоа е така. Што значи тоа? Па извадени се од оздола плочките, не постои, знаеш што Зашто е тоа така? и не постои никој, Кој не го пише. сторил тоа? Не знам, сам дека беше уште во време на Шилегов. Во град Шилегов ми Скопје мириса направено, тоа, сака да кажам и јас. И извадени се имињата и преземињата на сите луѓе кои се на тој мост. Ова мирис, значи ваков еден антицивилизацијски, јаки употребен терминот, чин е, ова го прават странски туѓа војска која ќе стапне некаде. Зашто не го прави. Така изгледа од прилика. Може сега да дискутираме ние 3 дена дали бил убав или не убав тој проект. Но туѓи војски кршат споменици, тоа да кажем. И сега треба да се исправиме пред себе и да се запрашаме до кога ние ќе бидеме странци во својата држава. Во државата која согласно актуелниот устав е создадена и таков извалкан, сменет 100 пати, моделиран со амандмани, со се и се што, таков никаков, се уште во нашиот устав Република според уставот, а не според мене, Северна Македонија е создадена од вековниот стремеж на македонскиот народ да има своја држава. Се уште стои така. Поаѓајќи од вековниот. Поагајќи од вековниот стремеж на македонскиот народ да има своја држава, но сега треба вака да си го поставиме прашањето дали во овој момент македонскиот народ има своја држава. И така, да резимираме, да расчистиме, да се запрашаме, затоа што ако имал негова држава, се ова што го наведов погоре нема да се случи. Доаѓаат странски лидери во земјава, не се интонира химната на државата. Ја менуваат химната на државата. Прават 300 перипетии, оние за да се заборави традицијата врз база на која е изградена оваа земја. Евица, докај си со анкетиве? При крај сум, уште 2 само треба да внесам. Уште 2 партии или 2 изборни единици? 2 изборни единици. Ау, па тоа е многу. Не е толку многу, ајде. Значи во моментов работи аналитиката на Радио Лидер, нели? Во моментот се обидуваме да направиме споредба што се случува на анкетите претходно и сега и да видиме како ќе изгледа од прилика нашето собрание, да се обидеме тоа да го прецизираме и токму затоа на самиот почеток од нашава емисија од ово утро, јас, почитувани слушатели, се обидов да ви кажам дека работава ќе биде јасна за тоа кој ќе биде победник, но нејасно е како е можно. Еве, например, доколку оваа блоковска поделба, ние имаме кај албанците 2 блока, кај македонците имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 од прилика, 7 можеби ќе имаме 8, ќе видиме како ќе изгледаат работите. Сега, доколку и ние имавме 2 блока, исти во овие анкети ќе беа многу различни, затоа што тогаш имаше 70 пратеници на едната страна и тогаш вака малце ќе беше тешко да се изведат овие работи овака како што се изведуваат, но не, ние упорно сакаме да се делиме, упорно имаме лажни пророци кои тука кажуваат кој е поголем патриот, кој е помал, упорно се расправаме меѓу себе, тоа не е нашата, како да кажам, тоа е нашиот начин на функционирање и тоа носи такви резултати какви што носи. На крај
да бидат оценувани со, не знам. Ја имав една дебата, Пак и ти кажам, не мислам така, мислам дека тоа се случи само заради слабоста на СДС. Тоа е тоа. И дека после изборите работи дека се реконструираат и ќе се сведат на разумна мерка коалициите, затоа што народот гласал и ќе има власт обновен легитимитет. А ова власт треба, еве го доказот, она што го зборевме, колку пати го зборевме, Лјупчо, дека требаше одма да идат на избори после локалните. Зезна работа. Зезна работа. Одма требаше да идат после локалните, они не отидо и еве на што се сведе државата. не е така. Така е. Не е само тоа. Само тоа, Нема да ништо паднат друго. барањата, ќе видиш. Не, Ќе видиш. ке се сведе на многу разумна мерка. Ќе видиш. Ајде да видиш. Ја не верувам дека не сум толку наивен како тебе, вака извинувам се те навредувам. Ма наивно Ај е. сега зборувај. Сега Па види, наивно после ова немам намера да дебатирам. Сега искам. Ама наивно е да веруваш дека ќе паднат барањата. Па кој вика дека ќе паднат барањата, меѓутоа ќе и реализацијата ќе биде поинаку. Драматично. Мислиш дека ќе се укине балансерот по Балансерот ќе се после овие избори не знам, ама ќе се укине сигурно балансерот. Еве ќе ти кажам, затоа што не е уставен и расистички принцип. Како може во држава на Европска унија да има вакво нешто? Не може. Каде, во која држава на Европска унија има нешто вакво? Значи нема автоматски балансер. Знаеш што има? Има да речеме нешто вакво. Ако еве да речеме јас сум македонец и аплицирам за некоја работа. Македонец, машко, значи ја по сите стандарди сум привилегиран, така? И сега исто така некоја турчинка аплицира. Значи таа е од турската етничка заедница, има исти оценки како мене, на интервјуто исто поминала како мене. И значи сме еднакви кандидати, јас и жена турчинка. Тогаш е во ред да се каже, еве, ќе ја примиме жената турчинка во однос на тебе и покрај тоа што имате еднакви резултати, затоа што таа е подзастапена и како турчинка и како жена. Меѓутоа, ако јас покажам подобри резултати од нејзе, нормално дека јас ќе влезам. Значи, тоа е целата идеја. Зошто тоа не се реализираше? Затоа што балансерот стана еден многу грозен инструмент на ДУИ за партизација. Дали партизацијата што ја прави ДУИ ќе биде помала ако го нема балансерот? Тоа е прашањето за $1.000.000 во земјава. Ја би одговорил дека не сум толку сигурен, не. И јас не сум толку сигурен, но партизацијата на институциите зависи исклучиво од тоа колку институции води ДУИ. Па, Во моментов ДУИ води бројни институции, колку имаат 15-20 пратеници, многу повеќе институции од што има нели реална моќ по број на пратеници. Тоа е факт. ама зошто е тоа така? А пак ќе кажам. Затоа што СДСМ е слаб. Па Добро? толку. Но на крајот кога ќе ги сведете бројките, ДУИ таа етнопартизација ја прави исклучиво врз база на уцена на партијата која е на власт од македонскиот политички блок. Вчера го слушавме Джити на Канал 5 пишал еден слушател да вели дека албанците во Македонија не биле малцинство, туку биле втора по број етничка заедница. Ај се објасниме оваа математика. Добре да се. Албанците во Македонија се граѓани на оваа земја, имаат направо на оваа земја исто колку на се, тоа го тврдам се. Но сега какво е ова втора по број етничка заедница? Да, и се, не го викаме малцинство, го викаме дел од народ. Што е разликата, ајде? И објасните ми втора по број етничка заедница која има 20%, еве според најпозитивните анкети, 20% имаат со бојкот од страна на македонците кој го иницира одредени политички опции, со бојкот од наша страна се 20%. И се ако се 20% на 2 милиони, се колку? 400.000, така? Добро. Се не може ти 1.600.000, 1.500.000
Ама не, Милиони ама нема 400, врска ова со нас македонци и проти албанци. 400, Ова има врска да со... ставаме ние втора по број. Да бевме милион со 800.000 на другата страна, тогаш ќе беа втора по број се. Нема врска ова со, пак ќе ти кажам, со Многу е. ова нема врска со македонци и албанци, ова има врска само со слабоста на СДСМ, ништо поише. Добре, сега меѓутоа на друга страна на опозиција. Пак ќе ти кажам, значи, после изборите си се прередуваат картите и се сведува секој на разумна мерка. Не сега, демек ова било освој, како да не. Па не иде така. Каде тоа идело така, па сега тука да иде кај нас. Уште љубчо ми остана оној делот што со пратениците, ова Да другото е... опнеме една пауза за реклами. Не, бе, ќе си тераме, чекај, зашо? Зашто да правиме така? Ајде само да ги внесеме овие и да можеме на нашите Вкупниот број на пратеници да им го даде. Вкупниот не, ама по овие изборни единици кои што беа представени, тоа беа првата и петата. Ама а во другите изборни единици? Види, не сега, затоа што методолошки имаме некои ситуации. Можеме само евентуално за уште две, затоа што не беа дефинирани коалициите едно друго. И сега методолошки ќе направиме кармакаша ако влеземе во... Добро. Мислам сега, објективни да бидеме. Ја и ти можеме да се зборуваме, ама не е во ред, нели? Одиме со кратка пауза за реклами, тогаш се враќаме да преминеме на бројките како ќе изгледаат нашите, како ќе изгледа прилика нашето собрание. Гледам дека некои веќе ги даваат типовите, еве сега ние пред да почне кампања, пред да почне се, да ја дадеме нашата прогноза базирана на анкети и на интуиција. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, имаме нови анкети кои ќе ги коментираме ово утро. Излегува за месец март анкетите, единицата од петката. Единицата и петката. Да. Така, прави на тековниот месец. Како се резултатите? Значи вака сега, ако направиме една споредба, сакаш прво единицата да фатиме или петката? Прво единицата како по-комплексна изборна единица. Значи во единицата нештата се горе-долу... Само во микрофонта. Да, нештата се горе-долу стабилни. Значи, ако на минатата анкета ВМРО ДПМН е бил 21,8, сега е 21,56. Значи стабилно, така? Тука негде. Во ранг на статистика. СДСМ ако бил 10,09, сега е 11,28. Ништо посебно. Дуи ако бил 6,79, сега е 6,82. Ништо Тоа посебно. е тешка статистичка грешка, многу онака... Се, Европскиот сојуз за промена е бил 4,5, а сега е 5,44. Значи... Тука веќе има еден сериозен раст. Да, со тоа што очигледно треба уште корекција да прави таравари тука. Левица ако била 5,0, сега е 5,04. Значи, тоа е Исто. тоа. Знам биле 2,90, сега се 2,87. Значи, единицата е горе-долу фиксирана, ако можеме така да кажеме. Во број на пратеници останува исто како минатиот пат кога кажавме, ако се сеќаваш. Добро. 9 ВМРО ДПМН, 4 СДСМ, 2 ДУИ. Сега тогаш беше поинаку, сега еве го гледаме. Вреди 2, Левица 2 и Знам 1. Значи тоа е во единицата. Сега ми интересира. Значи нема разлика. Го имаш Донтовиот модел? А еве го пред мене. Овие што имаат 2. Вториот им е на граница или... Не. Каква граница? Левица колку гласови има? Апсолутна бројка. Апсолутна бројка не. Значи не е, ти кажам, математиката е таа. Апсолутна бројка е вамо... Ај по апсолутна бројка да видим. Не можам по апсолутна бројка сега, треба да преведувам ова во... Да. Не можам, меѓутоа не е на граница, еве ти кажам. Не е на граница. Значи не можеш така да го рачунаш. Еве сега, например, анкетава. Мало раздвижување да има, да речеме, ќе се помери некој мандат меѓу ВМРО и ДУИ, од прилика. Сега, ама врз основа на значи, на анкета. ВМРО има 9, СДСМ има 4. Добро. ДУИ 2, Вреди 2, Левица 2, Знам 1. Ај ја ги запишам вака сега. СДСМ 4, ВМРО 9. Да. Добро. Во петата изборна единица? Значи, петата изборна единица е
интересна. Значи во февруари во петата изборна единица ВМРО бил на само секунда, кога го поместам за да можем да го гледам. ВМРО бил на 22,06. Сега ВМРО е на 37,93. Значи овде има 9% раст. Да. Овдека е многу интересно. Добро. СДСМ 13,4 биле, сега се 12,38. На свое. Дуи биле 6,67, сега се 7,27. Исто така горе-долу, исто. Вреди биле 2,20... Не, Европскиот сојуз на промени бил 2,25, сега е 2,46. Тоа што се јава многу јака алијанса овдека. Значи, тука... треба да се прераспредели. Да, тоа. треба тоа да се види. Чекай се, левица била 3,53, сега е 3,44. Истото. Знам бил 2,55, сега е 3,05. И тука е некаде, значи... Ај по број на пратеници сега по новата, по предходната ВМРО имаше 8. 9 имаше, сега има 12. Во петата изборна единица 12. Да. Ова веќе сериозно ги менува бројките. СДС има 4, ДУИ има 2, Левица има 1, Знам има 1. Но, ако еве ги додадеме гласовите, методолошки се правиме тотална збоњола, овие на Алијанса ако ги ставиме кај вреди, тогаш... Пола бе со ДУИ подели. Не бе, добро, ајде. Еве и пола да ги поделам. Тогаш ВМРО има 11, СДС има 4, ДУИ 2, Вреди 1, Левица 1, Знам 1. Еве ќе им дадеме на ВМРО 11. Ако во првата изборна единица има 11, 9 има. 9. Значи, во втората изборна единица ВМРО ДПМН би требало да има според ова 11. Лошо Не во втората, во петата. во петата. Добро. Во двојката според претходните предвидувања ќе ги дадеме тие, може и таму ќе се смени, треба да видиме, но според претходните предвидувања ВМРО требаше да има во изборна единица 2 9 пратеници исто. Така беше, да. Ивица? Да. 9. Да. Значи 29. Во тројката според претходните анкети беа 12. 12-13, бе. Еве ќе ја дајме негативната Негативна варијанта, 12. И во четворката беше Исто, 11-12. еве негативната 11. Добро. Да ставиме. Тоа е 52 плюс тројца во шеска. 4 беа, ама еве тројца, еве, да идеме конзервативно. Значи, ВМРО ДПМН во овој момент има според лошото сценарио 55 пратеници, според лошото сценарио, а според позитивното сценарио се движи некај 58, затоа што тројца им скративме. Така? Да. Ова е сценарио кое му дава на Христијан Мицковски право да се бори по долго посакуваната целата, да не е оценуван буквално од никого. Така, види се, и со 55 со кои Не. Ако е во позитивната варијанта 58, бе, и се движиме некај 61, со знаеш. 55 пратеници, кој ќе ти оценува? Кој ќе ти оценува? Е се според 55 од 120, кој ќе ти оценува? според ова предвидување. Е, Ако СДСМ има четворица во кецот, во петката колку беа? Пак четворица? да. Четворица во петката. Во тројка колку беа? Чекај, 6. 6, така? Да, 6. Во четворка 6 е 5. 6 ајде. 6 нека биде тип таму. и во таму 6. И еден беше во шеската. Еден во шеската и во двојка колку беа? 6. Да. За да сме има според ова сценарио 27 пратеници. У позитивна смисла. У позитивното сценарио на СДСМ е на ВМРО позитивното сценарио е 58, на СДСМ позитивното сценарио е 27. Албанскиот политички блок се уште не може да го процени, почитувани слушатели, затоа што не знаеме како уште анкетиве не се доволно методолошки исправни да видат како гласовите на Алијанса. Прво не знаеме што ќе правиме. Овој Зиедин села се уште размислува демек, иако сите знаеме дека ќе одит со ДУИ.
Но он сега као размислува. Тоа му е Мантрата. мантрата у моментов. Сега, кога он конечно ќе се одлучи, тогаш ќе може да имаме приказ кај албанскиот политички блок, до тогаш немаме. Ова последново значи левица и знам се 6 помеѓу 6 и 7 двете По 6. политички опции. Па 7 веќе мислам дека според анкетава 7-миот е тежок. Меѓутоа 6 имаат и едните и другите. Маш здрави 6. Не е она ти што зборуваш дали си на граница, не. 6. 6. По 6. Така што горе-долу тоа значи претеничка група. Нели? Да, да. Добро се. Останува да видиме, нели, што ќе се случи, како ќе се случи. Кај председателските кандидати како стојат, Ивица? Стабилна. Ајде. Предноста, чекай да ја ставам. Зборуваме за првиот круг, каде што ги имаме сите 7. Да. За изборна единица 2 и изборна единица 5. Не 1 и 5. 1 и 5. Значи во изборната единица број 1 Силјановска води пред Стево со 25,52 пред 14,24, ама збориме од вкупниот. Сега ако ги отфрлиме овие што не сакаат да кажат Даде? даде поинакви се бројките, Османи има 7,02, Таравари има 6,53 во единицата, значи тука е како викаат американците, дофатлив му е. Во статистичка грешка се, Османи и Таравари. Овдека. Ванковска е 4,55, 4,55 и Максим, Јакимовски 1,38. Тоа е. Така. Ако те интересира Ова е на цела држава или? Не, само за тука и сега во единицата Силјановска е Тоа е само за 5. да, Така. Силјановска е над ВМРО скоро 4%, скоро 3% е Пендаровски над СДС, Османи е исто колку Дуи, Таравари е 1,5% над Вреди, Ванковска е половина процент под Левица. И Тука сме се расправале, ја Да. зборев дека под левица ќе оди ти. ќе видиме, викаш- чекај, ќе видиме. И Максим Дмитриевски е скоро 2% над неговата. Значи има луѓе што ќе гласат Да. чудно, интересно. Да. много. И горе-долу е слично и во петката. Горе-долу, сега зборуваме, горе-долу. Да, горе-долу. Со некои мали осцилации. Значи, тоа е, отприлике... Јасно е дека Пендаровски и Силјановска ќе одат заедно во вториот круг. Но ај сега вака да И направиме. јасно е дека се над партиите. Еве сега ја зимаме изборна единица 1. Така, Добро. ај сите освен Пендаровски кажи ми колку имаат. Сите освен Пендаровски. Да. Процент. Во еден, еве Кецот ќе земе кој репрезентативен. А зошто пример. те интересира тоа? Така ме интересира. Значи Ванковска колку има? Чекај. Значи сите... Не, ќе ги соберам Со јас. Силјановски или не? Без Силјановска. Значи мали бе. Аха. Ајде. Да, добро, 243 испаѓа дека што се изјасниле луѓето. Колку? 243. Не. А, у проценти По проценти ме интересира. Дај бе, кажувај ми ги еден Чекај, по ќе еден. ги направам, чекај. Еве вака само ги влечам. 24,04. Имаат сите Да, без Пендаровски. да. Значи зборуваме Бујар Османи, Таравари, Ванковска, Максим Дмитриевски и Стерчо Јакимовски. и Стевчо Екимов. Значи имаат помалку од Силјановска. Збирно. Сите заедно. Да. Добро. Ај сега, бројот на Пендаровски колку е, кажи ми само процентот? 14,24. 14,24. На Таравари, 6,53. на Бујар Османи, 7,02. значи он има 27 заедно сите, што е невозможно да се случи.
Како така ги пресметува? Сите да му ги даеш, он има 27% албански гласови. Така? Со се сите, да. А Силјановска сама? 25,52. А каде се гласовите на Максим и на Ванковска, кој во вториот круг природно би требало повеќе Па дури да... на Стефчо. Па и на Стефчо, да. Да. Кој во вториот круг сигурно ќе орбитираат повеќе Да, на не, крајне. тоа е единицата. Слично е и во петката, ако те интересира. Да? Така да видим, да. Петката, да. Петката повторно. Слично. Да не речем исто. Пресликани се. Интересна аналитика е ова. Да, интересна аналитика. Ова покажува де факто дека Стево Пендаровски и теоретски сите, тоа што се надева, сите албански гласови да отидат кај него, пак не може да победи без база на оваа статистика. Па види, ма нели го дискутиравме дека тоа е одамна случај? Да. Добро. Сакаат кај нас да ни наметнат одредена нели тенденција дека они се кингмейкери во вториот круг, што не е баш точно. Се два пати Ѓорги Иванов го поби тоа. Па не само тоа, ма и се забораваме, Ѓорѓи Иванов добиваше и албански гласови. Шо? Да. Тоа не мора да значи. Не мора да значи дека е тоа така. Така што ова е по мене интересна, како да наречеме, тенденција. Да. Не. Многу интересно. По мене сега, што знам. Може да е поразлично. Не, нема тука нешто што е надвор од очекувањата, но мислиш дека е можно СДСМ да е малку подценет на овие анкети? Да е срамота се уште мислам. да каже некој дека гласа за СДСМ? Се уште мислам дека е така. Се уште мислам дека е така. Се уште мислам дека е така. Така што малку е мислам се, не знам се. Пази се, ова го кажуваме на интуиција, зборуваме за партија која што постои со известна форма на континуитет, да најстара партија во Македонија од 43-та година. Сега партија со толку длабоки корења, кај што неколку генерации гласале за нив. И тоа умира, знаеш, се има почеток, живот и крај. Нели велат во бизнисот дека една фирма живее 40 години, дури фирмата да продолжила после 40 години сосема друга фирма е. Реконструирана, не се препознава, брендот само останал ист, нели? Исто и за партиите. Партија што почнала како комунистичка партија, еве се е социјалдемократска, нели, а во однос на програмата тачеристичка комплетно. Кој? СДСМ. Добро, сега им покача минимална Ма плата. нема врска се. Тоа тако тачно или не, често него чачна, а цело време за богатите се залагаше, така? Добро, но тоа која во таква економија Не, но тоа што сакам да кажам, Види може би, види. не може да ги Значи- споредиш, извини, сега морам да ти опонирам. Не може СДСМ да ги споредиш со тачеризмот, Зошто? затоа што Тачер споредуваше политика. СДСМ споредува башибозлук. Ча тебе колку и да не ти се допаѓа политиката, тоа беше споредување на одредена политика. Види Таа се. политика во многу Ако сектори отидеш во Британија, повеќето од народот баш и бозук го мислат тоа што била приватизацијата под Тачер. Сега нема, значи сега иако многу помалу. Во многу помал обем била тамошната приватизација од колку што беше нашата. Затоа што создава една основа да сега различ и ја крши парадигмата претходна, па потоа на Тачер ти се надоврзува третиот пат на Ентони Гиденс и на Тони Блер, кој малку ги балансира не работиве. ја потврди он Тачер, што да правиме се. Како? Третиот пат ја потврди Тачер, што. И гледа. Ама еве, сега се враќаат, па сега па конзервативците ја враќаат Британија од друга насока, тоа е многу интересно. Ама тоа е Сега тоа. Стајмер уште поише ќе ја врати од нив наредниот премиер. Ќе видиме. Да, ќе ја врати. Сега Борис Џонсон ќе прави партија. Ќе прави ВМРО народна, не знам дали. Конзервативна народна Да. Добро. Борис Џонсон ќе прави сега ВМРО народно, тоа е најновиот тренд, ама да видиме кај ќе стигне. А еве еден мој пријател вели политиката вика на СДСМ не е тачеризам, туку тачеизам. Значи, не. Ова мора те молам да се брендира. Дури може и книга да се напише нели по делото на Маркс, ленинизмот како не, како беше
последниот стадиум или првиот стадиум. Империализмот како последниот стадиум на капитализмот беше. Да, империализмот како последниот стадиум на капитализмот, тачевизмот како последниот стадиум на заевизмот. Ајде да се вратиме на ова. Сега, значи, што е проблемот, значи, дали постои скриен глас за СДСМ? Тоа е една голема дилема која што ќе се реши на 8 мај. Дали загрозениот статус на СДСМ како стожерна партија може ќе разбуди кај дел од гласачкото тело кое што гласало за оваа партија некој порив да си ја спасат партијата. Сега, проблемот е што не си ја препознаваат, затоа. Проблемот што не си ја препознаваат. Друго, од она што го слушаме, огромен дел од на теренската машинерија на СДСМ на вистина работи се за Максим Димитриевски. Тоа ќе има своји реперкусии на овие избори и тоа ќе има страшни реперкусии на овие избори. Кој каков е максималниот потенцијал на ВМРО ДПМН? И тоа е еден голем знак прашалник. Некои познавачи го определуваат резултатот на вториот круг од 2019 Силјановска како некоја цел. Ја мислам дека е малце превисока таа цел, меѓутоа ако тоа го достигне ВМРО ДПМН, тогаш таа бројката од 61 што ја збориш не е толку недофатлива за нив. И ова што се случува во албанскиот блок е многу интересно. Знаеш ли што е интересно, Љупчо, што не сме дискутирале? Еден слушател кој така инклинира кон власта, ни вели ова што сме го правиле било весела математика. Може би. Види, ние не бегаме од тоа. За разлика од луѓе кои што се толку претенциозни да тврдат дека знаат како ќе... Види, Македонија е една голема тајна. И пред секој избори Македонија е една голема тајна. Тој што ќе ја реши таа тајна, тој станува премиер. Да се разбереме. И во моментов ја решаваат таа тајна двајца. Димитар Ковачевски и Христијан Мицкоски. Тој што ќе ја реши ќе биде премиер. Меѓутоа не се сомневате дека Македонија пред секој избори на огромна тајна. А што е со излезноста Великден е... Да, тоа го слушам во последно време. Можно е, све е можно. Па да, сега можно е. Значи, и ја би си споил да не го работам ова сега реално. Не само Великден, види. Значи имаш ти можност со неколку слободни денови од 1 мај да си тераш до 9, така. Така што и тоа е, меѓутоа сега, боже мој, луѓето си имаат своји приоритети во животот, врз основа на тоа си решаваат. И не само тоа, само една работа да знаете, во Македонија е спротивно тенденциите во цел свет, мислам во цел свет, глупо е да кажеш и во цел свет, во најголем дел од случаите зголемена излезност придонесува за паѓање на власт. Кај нас имаме емпириски докажано историски дека со помала излезност повеќе гласови добива ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН има поддисциплинирано гласачко тело од СДСМ. А ова со спојувањето, ако видиме дека генерално гласачите на СДСМ важат за поимовити луѓе, сега ти да споиш да отидеш сега 9 дена у мај месец пред сезона на одмори негде и затоа треба кешарица. Опозиција нема пари тоа да си го дозволи. Да бидеме искрени. Тоа може да си го дозволи некој што од власта. Добро, види, ама да се разбереме, значи таа дихотомија дека гласачкото тело на СДСМ како беше она на ВМРО било, знаеш, помалку имот на едно друго и тоа се менува. Значи Македонија не е веќе истата од 90-тите години, гласачките тела се променија. Веќе, знаеш, точно е дека историски биле подисциплинирани и сега се да. Ќе видиме. Значи ќе видиме на избори и што значи тоа како максимален потенцијал. Дали може СДСМ максималниот потенцијал да се го реализира? Тоа е прашање за ВМРО ДПМН може максималниот потенцијал да се и колкав е сега во моментов, затоа што променете ова не изборите од 2010-тите години дава една инклинација, на еден начин функционира. Сега веќе не се 2010-тите, сега се 2020-тите. Нови генерации доаѓаат. Ти кажам, деца што се родиле 2006 година ќе гласаат, Љупчо. Дете што се родило 2006 година не памти дека во оваа земја бил на власт Зоран Заев, не Никола Груевски, длабоко минато. 2006 година. Тоа е, види, некој што е роден 2006 година, кој му зборуваат за времето на Никола Груевски, кој мене да ми зборуваат за времето на Драголюб Ставрев. Мене за Никола Клюсев. Не, за да речеме Љупчо. Ја знам све за време. Шо знаеш сега, не знам. Шо знаеш од кажување?
Не знаеш од емпириски не знаеш колку години си имал кога падна Лјупчо? 10. Како може да знаеш? 2002 падна или трета? 2002. Значи 10 години си имал. Да, Што може да знаеш? Што те интересирало на 10 години топката да земеш да играш на улица? А не сега зошто паднал Лјупчо Георгиевски. И која бил улогата на Даравелски упаѓањето на Лјупчо? Сега, искрено си изборуваме, така? Да. Така што, значи, доаѓаат нови гласачи со нови потреби. За, например, ја на Даравелски гледам као тие генерации што гледаат на Мијалков. Не, бре, знаеш, таму гледаш, појма немаш. имало некој си таму преварант, украл си многу слушнал пари, и сега интересно ти е направил тоа. бели. Да. Ме разбираш, ја толку знам за Даравелски колку што овие нови Да, бе. генерации знаат за Мијалков. Отприлike као Скарфейс тие нешто. Да, бил некој криминалец таму главен, бил браточет му бил на Груевски, бил директор на АНБ, сутепал од крадење, ете го мери И види, од што е него. и влезо- Така знаат од прилика тие генерации, као ја, например, за Даравелски што знам. И влезот нови генерации е меѓу другото тоа што ја рекомпонира оваа бирачка карта на Македонија. Значи види, мрзливо како најмрзеливо објаснување е она што сите го зборат. Луѓето се иселени едно друго. И добро, во ред. Се селе и 90-тите. Знаеш ли па што беше 90-тите во однос на селење? Па пак правевме проценки. Значи не е тоа е мрзливо. Значи земи, седни, отвори, влези во бројките. Да. Анализира едно бирачко место, види како се менувало од 2002 година до денеска, исто е бирачкото место. Види како се променило. Ке можеш да оцениш некои работи. Така што, пак ќе речем, двајца решаваат Равенка за Македонија за премиер. Христијан Мицкоски и Димитар Ковачевски. Тајната наречена Македонија ќе видиме кој од нив двајца ќе ја реши. Меѓутоа, оваа Равенка ја решаваат и Ахмети, и Таравари, и Апасиев, и Димитриевски, сега и Стефчо, нели? И да видиме во нивниот есап што ќе испадне, кој бил есап од дома, кој бил есапот на пазар. Најчесто е различен, така е Лјупчо? Кога идеш ти на пазар, различен ти е есапот? И ја без есап идам на пазар. Како да не се. Така, јас си влагам и што ќе ми се свига на рафтот, бутам у овакво. Добар ден. Добар ден. Ќе си изналупам се што треба и после дома ќе си отидам и ќе ми речете и си заборел ова, ај врати се. И така. Значи пак да кажеме, Класичен македонец на избори ова сум. е анализа која што ја правевме врз основа на анкетата прикажана во телевизиската емисија Објектив. Ја води нашиот добар другар и треба да го викнеме, бе, Стојан Трпчевски. Бич не ми се смее некако. Како не се смее? Не се смее, ја го гледам на Македонија, цело време намрштен. Стојан Трпчевски е Извонреден е, да. сум работил. И не само тоа, Али- ќе ти кажам, генерација е помало од мене, она генерација со Христијан Мицкоски во Никола Карев. Се дружиме уште од тоа време. Кога ќе дое тука да го прашаш за една представа каде што јас и тој игравме Апостоли на ВМРО. Терам да се Ја бев смее. во војводска пелерина облечен како Јане Сандански, а тој беше облечен граѓански како Ѓорче Петров, со еден впечатлив монолог, кој што го одглуми фантастично. Добри времиња, видиш што сме глумеле на своји 18 години. Ја не сум Дори има барски фотографии, бил. пази, со брада, со сите тие работи, со многу интересно. Па кој ќе бидам се, ако не си војвода джабе глумиш, Знаеш дека така ли? добар бизнисмен бил Јане Сандански. Абе не само тоа, бил политичар, Предузимач, бил да. организатор и така натаму. Ептен бил лик. Мафијаш, генерално. Сега, немој така. У тоа време Немој така. шверцер. Немој така. Види, И морало да се љубовџија. финансира, морало да се финансира револуционерната борба на некој начин. Се снаоѓал човекот. Јас сум против концептот на toxic masculinity. Ја па сум за. Јас сум за sweet masculinity, ама треба да биде masculinity. Ова бегање од masculinity ме нервира. Што добиваме на крај? Зашто? И па што е есенција на еден маж е битна работа. Што сега ќе се правиме дека не сме убива мажи? есенцијата Не бе на Боже, еден за маж. што не сум какво убивање? Па ја не сум Ама сега се знае што е право. машко, машко да биде машко. Тоа е тоа. Да, јас сум за тоа, ама се. Многу ова бе. И сега види, Ја не знам, македонското народно творештво многу го сакам. војвода, види, машко треба да биде така малце горштак, така. Многу го Војвода, сакам зашто да не? македонското народно творештво и ние сме феномен
мислам има и други народни творештва. Да, иначе кои се види, тоа сличи токсик по- ми смета, тоа токсик, знаеш, машко што се докажува своја машко со малтретирање жени, треба да биде искрено треба да биде претепено друг маш, ама ајде. Да. И Сега. во однос на македонското народно творештво, ние имаме песни само со две теми. Љубов, Водење, љубов и умирање. Друго нема кај нас. има и патриотика се нема. Двата основни пориви за музика на македонецот историски или е за умирање или е за љубов водење. Не, па во цел свет е така се, што се. Добро се, има таму малци по Што? за пријателство се Не, пее. светска поезија ако не е љубов не постои. Ама добро, се сега, пее. Се пее и Фолклор ако не е љубов не постои. се пее и за пријателство и за Па и кај нас се пее. за татковска љубов, за има тоа сестра, брат, татко, мај, нели, ќерка, татко, син, мајка, син. Многу све сме. све има. Еве, Ташко Јованов, Што вели вика, Ташко? јас глумев во операта Цар Самуил како ослепен војник од тие со едно око. Значи он ги водел уствари. Добро. Ја можам и без многу да глумам, само на очарите да ми ги тргнат и слеп само војник. ти кажам можам ова да околу бидам. генерациите, знаеш. На публика од моја генерација собрана, ако кажам дека некој политичар личи на слепиот водач од Радој Домановиќ, сите ќе разберат на што зборувам. Тоа е расказ, нели, од Радој Домановиќ. Тргнале да следат некој човек, гнул омбис, дури кој ги гнул омбис, заклучиле дека е слеп. Сега кажам што е расказ. Ама сите го знаат, го вработувавме во средно, така. На оваа генерација 2005-2006 да им кажам кој слепиот водач од Радој Домановиќ, ме гледаат онака како нешто да ми фали. И мене и ние не сме. И вие не сте го чули. Да. Така, ти кажуваме што е промената. И таа промена е таа убавината, нели, во политиката, секоја нова генерација си носи нешто ново. Нови потреби, нови барања. Оваа генерација ќе видиме што ќе внесе во политиката на овие избори. Значи, стасува генерацијата, можеме да наречеме генерација Груевски, тогаш е родена, така? А јас кој сум генерација Клюсев, Бранко. ти си Клюсев, генерација Клюсев. Генерација Клюсев. Ова е добро. Генерација Глигоров. Генерација Глигоров. Така може Ај да по председатели и така немаат нешто многу ингеренции, Да. генерации да им ги да. Овие се генерација Иванов. Да, јас сум генерација доцент Тито. 77 Јас сум- добро. Па добро, ја уствари Киро кога е избран? 90-та. 91 пардон. 91 а беше до 99-та. Значи јас сум Не, дефи. интересна работа. Значи, најдолг председателски мандат во Македонија има Иванов од 10 години, потоа е Киро Глигоров има 9. 8, затоа што е 8 отприлика. 4 плюс 5, ама да, добро, скоро 9. Потоа е Црвенковски со 5 и Пендаровски и за жал, нели, трагично завршениот мандат на Трајковски. Овие нема да ги речеме по ден-два што беа Саво Климовски, покоен Столеандов. Љупчо Столеандов, нели, кога заради трагични Абе Столе настани... подолго беше. Па некој месец беше, да, додека председателот се оправуваше. Беше, да. И беше дури ми се чини во оној... Не беше тогаш. Тогаш беше овој Саво Климовски во она која беа прегласувањата околу Трајковски и Љупчо Јордановски фати исто малце. Значи јас сум сестра ми е генерација Бранко. Која година Бранко стана председател? 2002. Да, Четврта, пардон, не. Не, она е Борис Борис, Трајковски да. федерација, трета е она родена. Да. Еј, А и ова е добро, генерација БЦ. да, немам у фамилија Генерација БЦ, добро. сега син ми ше генерација Стево. Стево, тоа е проблем. Зошто проблем бе? Чекај се, кој се откажал од СДСМ? После моје 30 годишно членство кажувам СДСМ треба да замине во историјата. Кој вели тоа? Весна Ангелова, керка на поранешниот амбасадор во Унгарија Атанас Вангелов и пратеник во собранието од СДСМ од 94 до 98, на својот Facebook профил излезе со критика за СДСМ за време на нивното 7 годишно владење.
после 7 години владење на СДСМ и мое 30 годишно членство во оваа партија, со големо жарење, морам да го констатирам следново. СДСМ не направи апсолутно ништо за државата, СДСМ ја напушти социјалдемократската определба, СДСМ ги направи македонците граѓани од втор ред. Направената штета од лошите политики е далеку поголема од штетата што ја направи едно Скопје 2014, да речеме. СДСМ не само што треба да замине во историјата, туку треба да се избрише од политичката сцена. Ако ти да си опишува. Добро, мене ми треба 3 години да го сватам ова. Меѓутоа, добро, види се. Да. Ја од 18 до 21 Весна не ја година. познавам, низиниот покоен татко го познавам, Атанас Вангелов беше една од интелектуалните икони на Социјалдемократскиот сојуз. Не без никакви дилеми. Добро. Љупчо, мислам дека тераме саат и 10 минути, така и Не, саат. тераме. Дадовме една убава анализа. Тоа е тоа. Тоа е тоа, да. Тоа е се, народе, за денеска. Одиме со добра музика цел ден на Радио Лидер, почитувани слушатели. Читајте lider.mk, а утре се гледаме, ќе имаме овде и гостин. Се надевам дека денес ви расчистивме некоја дилема. Еве, јас си расчистив дилема дека сум од Глигоров генерација. Тука имаме генерално повеќе представници на Глигоров генерација. Мислам дека имаме и некој од Борис Трајковски генерација. Немаме Тито генерација. Мора имаме и Тито генерација во фирмата. Да. Вајде да имаме. Ти? Па 77 сум, брат. Тито е жив. Не е жив, председател на СФР. Имаме веројатно и Тито генерација. Мислам дека Уз маршала Тита и јуначкога сина. Да. имаме и Тито генерација. А овие 80-те ги наречеме генерација на колективно председателство, зашто секоја година се менуваа председателите, така што подобро е. Види, јас у телевизиски дел дома најголема комедија ни беше кога го гледавме со пајтоните Љубе Бошковски. Така што може сум и Љубе Бошковски генерација. Се чудевме како може Слаткар овој да стане министер за внатрешни. Еј, какви време. Знаете, така се почна. Сега имаме прилично, сега имаме бербери политички аналитичари. Има се и се што кај нас. Останете со 98,1, слушајте добра музика, читајте lider.mk уште еднаш. Доколку не сте предплатници, стиснете subscribe на нашиот YouTube канал. Имаме добри материјали. Се гледаме утре.